Здраво, здраво, ова ми е второ обид да направам видео. Првото нешто се случи со меморијата, како и да е. Надевам се дека сите имат убав ден. Се што се ви кажали од денот кога сте родени, верувајте дека се е лага. Да почнеме од таму. Сексуалноста и како сексуалните нагони не ставаат во проблеми. Ова се однесува специјално за мажите, пошто сам машко, за женско не мога да разговарам. Од ова се што ги споделувам на видеата, информациите се од прва рака, од искуство, значи не е ништо од студии, од некаде слушано, од книги или овоно. Прво и основно, значи слабоста на човек е да не може да ги контролира сексуалните нагони или да потпада под влијание на сексуални нагони, сексуални задоволства, емоции разбудени од сексуалност, наместо да користи разум и логика за тоа што треба да избере и како да избере. Една аналогија, некој аналогија че искористам, пошто обично јас така доловувам и поентите ги доловувам. Замисли дека имаш кола, замисли дека имаш многу добра кола, имаш многу добар Мерцедес, многу добро изгледа, многу добро вози, многу удобна. Сите ти викат супер кола, колку е добро, значи нема шо. Сето тоа ти дава нели чувство на вредност, чувство на емоции, на нешто добро, на задоволство, на сето тоа. Но колата е постојано на мајстори, има проблеми. Постојано има проблеми, те кошта многу пари. Повеќе време поминува кај мајстори колку што ти ја возиш, и не само кај мајстори, кај различни мајстори. Сето тоа вредноста ја губи, значи со тек на време вредноста ја губи. Мајсторот ти вика, слушај, или ти знаеш дека те кошта многу пари, ама слушај, колата убаво вози, колата ме прави да се чувствувам добро, колата ме прави да изгледам како газда, како да имам многу пари, но ти прави проблеми. Што е разумното? Значи, прави ти проблеми, коштате многу пари секој месечно. Викаш една се живее, да, али ќе страдаш. Ти ќе страдаш, болката ќе биде кај тебе. Кај тебе, не само кај тебе, на долг период ќе биде на тие околу тебе. Како, например, ако избереш партнер, бираш го партнеро, според нагоните сексуалност, каков секс имате, наместо логиката и разуму, ако имате проблеми постојано, ако не може се разбирате на душевно, на менталитет и на верувања сте различни, значи утре ќе има тие проблеми, ќе ги има во фамилијата, ќе ги има пред деца, ќе ги има и на нив влијание многу, значи ќе имате многу проблеми. Исто така, значи често ни викат и не лажат дека се повеќе партнери треба да има маж за да има повеќе искуство. Не е точно и тоа е лага. Убаво да се има искуство, но не многу партнери, пошто што повеќе партнери имаме, се повеќе жичките ни се пореметуваат. Се помалку имаме шанса да се споиме со правиот партнер како што треба, на длабоко ниво. Значи, исто тоа ќе ви го кажа исто една аналогија. Тоа иде од микроекономија. Значи, ако сте обожавател на пица и многу сакаш пица, првото парче пица што ќе го купиш, ќе те направи најмногу среќен. Океј, следете сега, значи движиме се негде. Секој едно парче пица отпост тоа што го купуваш, пошто сака да бидеш повеќе среќен, пошто првото те направи среќен да бидеш уште повеќе среќен, секој парче пица отпосле купено те прави помалку среќен од претходното. Тоест, секој парче пица те кошта повеќе, но добиваш помалку задоволство за назад. Дали справи смисла? Со тек на време ќе те кошта многу пари на долг период, задоволство нема веќе да има, пошто ќе изгуби вредноста. Пошто секој те прави едно, те прави помалку среќен од другото. Океј? Значи, не е за пицата. Разговараме тука за сексуални партнери. Океј? И често почнува исто тие проблеми. И ситуацијата во која мажите се наоѓаат, често почнува со ајде само за забава. Само за забава, само за забава. Сексо не е за забава. Да се разбереме од таму. Имам дечки, млади дечки идат за прашање, за совет, а брат, знаеш, забавно ли беше, дали забавно вака да има сек, дали забавно вака да има сек, не сум пробал. Прво и основно, избриши од тој менталитет. Сексот не е за забава. Сексот за забава го гледат они луѓе што сакаат многу секс, а тие луѓе што сакаат многу секс, што имаат забава со сексот, знаеме како ги викаме во општеството и кои се. Не само што ги викаме, што се, дали тоа сакаш и ти да бидеш. Океј, мажите сме како кучиња, затоа ние сексуалниот нагон не прави да правиме одлуки, неразумни одлуки во животот. Значи, да се разберем. Зошто сексот многу секс не е добро со различни партнери? Затоа ја губи вредноста. Некогаш, значи сексот, првиот секс, први сексуален однос помеѓу партнери или дури во животот било после или на брашната вечер. Сексот неизбежно ќе биде добар.
Ние денес ще цвикаме, шо ако сексот не е добар со еден партнер. Ќе биде добар. Значи мора да неизбежно ќе биде добар, пошто вие сте си единствен партнер еден на друг. Тоа е прво искуство, прво сексуално искуство во животот и тоа со една личност. Значи тоа вредност има преубава. Значи не може да биде лош секс. Не може да биде злог секс. Ќе биде преубаво искуство. Ќе бидете споени. И сексот не е за забава. Сексот за спојување еден со друг. Да се споите на ментално, на интимно, на приватно, на психички, на душевно, со течности, со тоа спојување, со тие енергии, со допири, со нежност еден спрема друг, со интеракција еден спрема друг, со размивање на телесни течности. Значи за спојување. Сексот не е за забава. Ако го гледаш како забава, ќе нудиш на многу проблеми во животот. Ова пак се односи за мажите, пошто мажите ние сме како кучиња. Ние, значи, размислуваме на секс постојано. Секој сака секс. И женскиот пол, и женските сакат секс. Многу јасно. Сите сакаме. Океј? Но мажите сме водени од тоа. Мажите било што да е ни, значи, ќе навлеземе во интеракција за секс. Женските малку, ако не се допаѓаш таа, нема да има секс со тебе. Ние мажите затоа дека сме како кучиња. Било што, радуваш му се тука и ќе го земеш. Значи, затоа, таа кола, ако те кошта многу, а те прави се чувствуваш добро, пребубаво, значи, има малку разум, размисли логични како маж одлучи тоа што е добро за тебе, не само за тебе на долг период, добро е и за партнерот потенцијален. Значи, ако не е добра ситуацијата, ако не е како те ве кошта многу пари, а само сексот ви е добар, значи сексот на долг период нема да ви одржи врската. Океј? Затоа од после кога и сексот се е таму, но сексот и со тек на време и тој помалку квалитетен станува, пошто е нормално тоа. Значи затоа после се пресегува и се пресегнува по други сексуални партнери, то е зад грб или неверствата или развоите, оттаму потекнува, пошто на прво место одлуката беше донесена неразумно, на база на секс, наместо на база на разум и на реалноста да се види каква што е. Океј, тој менталитет мора да сменим. Ако сакаме, тоа се однесува за мажи, исто и за жени, кои сакат да имат квалитетна врска, долга врска, кои што сакат да најдат добар, квалитетен, животен партнер. Океј, за тие што сексот го гледат како забава, ако не може да си го смените менталитетот, верујете дека ќе најдете на многу проблеми во животот. Значи, не само со тоа, не само во врски, значи тоа се однесува на се. Ако еден маж не може да си контролира емоциите, не може да се контролира себе си, да има само контрола на своите емоции, нагони, и според тоа одлуките како ги носи под влијание на тие нагони, значи тоа е слаб маж, да се разбереме. Значи тоа е факт, значи ако тоа го правиш си многу слаб. Ако тоа го правиш и тоа се случува, значи мора да поработиш на себе, мора да седнеш со себе да си поставиш некои прашања. Зошто јас? Значи тие нагони ме водат. Океј, значи тоа се односи на тие мажи, пак ќе повторам, на мажи кои сакате да имате добра врска, долготрајна врска, квалитетна за тебе и за идните деца, пошто и тие идни деца, наши деца, заслужуваат од нас да правиме, значи, разумни одлуки во животот. Не е значи, пак да повториме, сексот не е забава, не го гледате како забава, викам, значи, наметнено, општеството ни го има тоа наметнато, филмови, Холивуд, серии, глупости, значи, затоа уште на почеток кажах, се што ни е кажано до сега, се што до сега ти е кажано и си научен на тоа, се е лага. Прифати го тоа и почни да градиш нов свет, нов менталитет. И, слушайте да кажа, имате малку почет едни спрема други. Значи, на општество живееме дека што неверствата се, значи, преку глава. Застапени се на секаде и гледаме. Има и почет спрема себе си да замис колку ниска почет, само почет треба да има човек, маж да земе или да иде со жена што е веќе со друг маж. Значи, туги е жена. Океј? Како право. Значи, не е океј. Значи, самата вредност тебе ти се мала. Второ, има и малку човештво и братство и почит спрема тој маж, иако ти не го познаваш. Иако и тој може и заслужува, може не знае да си постави контрола дома и ред во врската, но има и почит спрема него, пошто и тој е брат. Океј? И плюс таа жена е на друг, не е твоја. Значи не е твоја. За момент е,
како што кажаме, за момент е, но секој тоа, значи нема вредност, тоа само ти дава малку на тебе некво чувство на вредност или на задоволство. А и задоволството и без разлика, тоа само телесни. Океј? Нема никаква вредност. Ниту за тука е добро, ниту за тука е добро, ниту за пред Бог е добро. Фокусирајте се на себе, средете си го менталитетот, средете си ги мислите, значи гледајте да се фокусирате на разум и на логика и пред Бога што е правилно, што не е. Оставите ги нагоните сексуални да не ве водат, пошто ќе ве наведува во многу проблеми во животот. Тоа пак ќе кажа, одноши се за мажи, али ако и жени и вие може да научите нешто, ако гледате видеото, прифатете со добра намера дека ги постирам видеата за информации. Имајте убав ден сите, уште наш, ако сте двојца или тројца или 100 или 200, благодарам ви за видеото што го гледате, значи многу ако видеата се гледа, значи помага на некој или споделете некој што би било од помош. Поздрав голем, поздрав!